Се подготвували председателскиот кандидат на ДУИ Бујар Османи да се сели од Скопје во Сараево. Се погласните шпекулациите дека министерот за надворешни работи, очекувајќи дека ќе испадне од игра уште по првиот круг од изборите, планира да се кандидира за генерален секретар на Советот за регионална соработка и да се збогува со Македонија. За таа цел неговото МНР преку официјален мејл го одложила рокот за доставување на кандидатурите од другите држави за 25 април, само еден ден по првиот круг на председателските избори. Иако оригиналниот рок беше на 25 март. Кандидатурите се поднесуваат во Македонија затоа што оваа година нашата држава председава со процесот за соработка на Југоисточна Европа, а дел од активностите е токму изборот на нов генерален секретар. За да се поднесе кандидатура, треба да се има поддршка од владата, па затоа 25 април му одговара на Бујар Османи, затоа што премиер тогаш се уште ќе биде неговиот сопартиец Талат Џафери. Во моментов функцијата е во рацете на Мајлинда Брегу, чиј мандат истекува годинава, а беше избрана на 1 јануари 2019 година. Изборот на нов шеф на процесот го прават министрите за надворешни работи на процесот. За сега нема одговор од кабинетот на Османи во врска со овие информации. За ваквите шпекулации се огласија и од албанската опозиција. Коалицијата Вреди смета дека Османи попусто прави вакви планови, затоа што тие се неостварливи. Овој план нема да му успее на Бујар, тој може да ја поднесе својата кандидатура како губитник на 25 април, но новата влада на движењето Вреди нема да ја поддржи неговата номинација до јулскиот одбор на Советот за регионална соработка. Не се сомневам дека неговата номинација ќе биде блокирана од владата на Косово. Инаку, регионалниот совет за соработка вклучува учесници од Југоисточна Европа, членови на меѓународната заедница и донатори на теми кои се важни и од интерес за Југоисточна Европа, со цел да се промовира европската и евроатлантската интеграција на регионот. Советот действува во рамките на општите политички насоки поставени од процесот за соработка со Југоисточна Европа. Иницијативата брои 13 членки и покрај Македонија, дел од неа се и Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Косово, Молдавија, Романија, Србија, Словенија, Турција, Хрватска и Црна Гора.